Во посета на општина Штип денеска беа вице-премиерот Љупчо Николовски и новата директорка на Инспекторатот за труд Јована Тренчевска. Истите одржаа состанок на отворено со трудовите инспектори од источниот дел на државата. Во време на пандемија од големо значење е да нема застој во економските и производствени процеси и да се извршуваат сите активности на фирмите, фабриките и слично. Токму Државниот инспекторат за труд е клучниот контролен механизам за надзор и врз примената на уредбите и здравствените протоколи за работа на работните места. Работниците се моторот на нашата македонска економија и во оваа здравствена криза може да се грижиме, мора да се грижиме и да ги носиме мерките за да го зачуваме секое буквално работно место. Со појавата на пандемијата, овој инспекторат доби надлежност да постапува и по новите уредби и ковид протоколи, а кои се однесуваат на превентивните мерки за сите работни места. Трудовиот инспекторат врши надзор врз примената на законите и други прописи за работни односи, вработување, безбедност и здравје при работа, колективни договори и така натаму, истакна денеска Николовски. Државниот инспекцијски труд е единствената инспекцијска служба која врши инспекцијски надзор во сите јавни и приватни правни субјекти, согласно законската регулатива. Посветеноста кон работата директорката на Државниот инспекцијски труд ја покажа илустративно. Во текот на месец ноември се спроведоа 2272 надзори во правни субјекти, беа издадени 106 решенија за утврдени нерегуларности во текот на инспекцијскиот надзор кај правните субјекти и издадени 15 платни налози за непочитување на протоколот 1 и на одредбите од Законот за заштита на населението од заразни болести. 13 платни налози беа издадени на физички лица вработени во правните субјекти, еден платен налог беше издаден на на правното лице и еден платен налог беше издаден на одговорното лице во правното лице. За месец декември нема непочитување на мерките и протоколите за заштита од ширење на корона пандемијата, со што луѓето веќе се привикнуваат на ситуацијата, истакна Тренчевска.